Добар криптоентузијасти, повторно дома во Малта, така да можам да поработам малку и на каналот нормално. Како што може да видите, гласот ми е се уште доста слаб, но верувам дека ќе може да направиме видео. Како што вети, знам дека многу од вас очекуваат вести со оглед на фактот дека имаме многу битни случувања, посебно Ethereum Spot ETF, потенцијалното одобрување на 23 мај, така да денеска ќе поразговараме малку повеќе околу тоа. Нормално тоа е дел од Altcoin вестите, имаме и други вести кои што треба да ги обработиме. А за почеток би сакал да започнам малку со биткоин, но пред да го направам тоа, само најава, значи наскоро ќе направам кратко видео за нашиот собир во Скопје. Значи тоа беше, барем според мене, доста добар собир. Оние кои што дојдоа ми направија лично многу мерак, значи мене не ми е битна бројката, мене ми се битни тие што ќе дојдат на вистина да дојдат со најдобра намера за да се подружиме малку и нормално поддршката која што ми ја давате за и понатаму да продолжам да работам. Така да ви благодарам за се. Денеска, пред да почнеме, исто така би ве замолил, на нашиот канал може да најдете две гласања, меѓу кои првото е дали сте или не сте во профит, и тоа нели е од моја страна фер, без разлика дали сте го гледали нашиот канал 2 часа, 2 дена или 2 години. Повторно ќе иземеме сите овие гласови во предвид, со тоа што чисто за да видите како тоа изгледа моментално. Имаме неверојатни 97% во профит од 235 гласа, тоа што само неколку луѓе се во загуба моментално. Не заборавајте, ова е само почеток на бул маркетот, очекувам да биде ова доста добар бул маркет за сите нас. Значи, ова е наградата која што јас ја добивам за мојата работа. Значи, се додека ова е висок процент во кој што вие сте во профит, нормално не е поентата да бидете само во профит, поентата е да научите од нашиот канал, да научите што може да поеѓе како за економија, така и за крипто секторот. Значи, ова за мене е главната награда. За ова губам толку многу време, за ова правам толку многу видеа. Значи, идејата е да го описмениме македонскиот народ кога станува збор за блокчейн технологијата и економијата и финансиите, кои што се главни за опстанок на било кој во денешното општество. Така да ви благодарам за тоа што следите нашиот канал, ви благодарам за довербата и се надевам дека ова ќе продолжи вака. Значи, на секој 3 месеца опрлика го правиме ова гласање, јас ги собирам сите претходни гласања со цел да имам одредена статистика за тоа дали мојата работа се исплати. Значи, на крајот од денот, ако видам дека луѓето немаат профит или едноставно не научиле ништо од мојот канал, нормално дека ќе престанам со работа. И нормално гласајте на овој дел, каде што, нели, тоа е на Facebook страната. Значи, гласањата најчесто ги држам на Facebook страната на Криптогемиџија, затоа што највеќе луѓе ја следат. Нормално објавуваме и на Instagram, и на community табот на YouTube, каде што се тоа го групирам. Сите гласови ги ставам заедно и гледам кој добива највеќе гласови, затоа што не знам дали знаете, ако сте нов на нашиот канал, значи ние правиме доста материја во однос на тоа што сакаат да гледаат нашите нормално следачи. Со тоа што имаме стандардни теми, како што е техничка анализа, вести, економија и биткоин, или пак обработка на одредени коини, кои што исто така вие ги гласате, така да следете го нашиот канал, сето тоа ќе ви стане јасно со време. И уште еднаш ќе напоменам, на крајот од денот работиме за вас. Затоа и вас ви давам да одлучите што сакате да гледате, а јас како имам време тоа го работам за вас. Не заборавајте, во недела имаме специјално видео многу битно, каде што ќе разговараме за F13 репортот, каде што ќе разговараме во детали за најголемите корпорации кои што инвестирале во Bitcoin Spot ETF и количината и процентот од нивното целосно портфолио кое што го инвестирале во крипто. Многу битно за да видите дали овие големи играчи гледаат иднина или не. Ако инвестирале 0,1%, нормално дека не гледаат иднина. Ако инвестирале солидна сума, тоа веќе е нешто сосема друго. Во недела погледнете го тоа видео, ќе биде доста битно. Како што кажа, во меѓувреме ќе направиме кратко видео за она што се случуваше во Скопје, каде што ќе може да видите како изгледаше оприлика, па да се надеваме дека на некој следен ќе ни се приклучите и вие. Сега, пред да продолжиме понатаму, како што кажав, сакам на кратко само да поминам преку Bitcoin Spot ETF и приливите, затоа што е многу битно, прво во однос на GBTC фондот, а потоа и во однос на, она што го објаснувавме дека на крајот од денот ова е само моментална стагнација. Значи, прва и најбитна работа која што мораме да забележиме е дека ако се сеќавате според она што го разговаравме, само да видам каде беше овде во Flows. Значи, Flows стагнира, што е сосема нормално и што добивме сега моментално? Повторно покачување на inflows нагоре. Што тоа значи? Тоа значи дека парите кои што влегуваат во Bitcoin Spot ETF, значи било кој од овие фондови, нормално со време не може да се движат само нагоре, како што тоа беше на самиот почеток, и имавме период во кој што истите стагнираа поради X причини,
како што беше халвингот, како што беше несигурноста во Америка во однос на донесувањето на регулатива и така натаму, но гледаме дека сето тоа се менува, како што кажав, значи овдека немаше продавање, што е многу битно, ова беше само стагнирање, немаше нови купувачи, уште еднаш ќе напоменам, ова е највеќе поради халвингот. Но гледаме дека почнува повторно да се придвижува нагоре и гледаме inflows, значи гледаме дека се повеќе и повеќе имаме позитива, со тоа што многу битен фактор во оваа ситуација е фактот дека GBTC престанува да продава. Ако погледнеме наназад, ако погледнеме низ претходните денови, уште од почетокот на започнувањето на биткоин спот ETF, гледаме дека имаме енормно голема ликвидација на портфолиото на GBTC, каде што на почетокот има 605.891 коин, а сега има 289.598. Последните 3,5 месеци они успеале буквално да го преполоват собственото портфолио. Што значи дека на крајот од денот гледаме дека запира оваа продажба, дека конечно оние кои што одлучиле да останат, остануваат, оние кои што сакале да земат профит, земале, и сега веќе сме во net inflows веќе неколку дена и верувам дека тоа ќе продолжи, со оглед на фактот дека најголемиот страв посебно околу Bitcoin Spot ETF, околу Bitcoin халвингот е завршен. Од друга страна, да не забораваме дека исто така, ако се сеќавате ви го кажував ова пред само неколку денови, имавме енормна количина на лонг ликвидации, така, каде што имавме стотици милиони долари во лонг ликвидации, каде што цената и понатаму се движеше надолу, односно оваа стагнација па дури и корекција надолу, така. Од неверојатни 73.000 па до најниска вредност од 58.300. И кажавме дека порано или подоцна веќе очекуваме во овој период оваа корекција да заврши. Тоа моментално го гледаме на чартот, дополнително поддржано со Ethereum Spot ETF, за кој што ќе поразговараме малку подоцна. Но битна работа за која што разговаравме, сеќавате ви реков, прашање на време е кога ќе дојдеме до енормни шорт ликвидации кои што ќе направат памп на цената. И во текот на вчерашниот ден, поради позитивна вест, 20 мај, направивме 252 милиони шорт ликвидации кои што направија памп на цената на биткоин, а потоа и на целиот пазар. Зошто е тоа така? Како што веќе кажаме, многу од луѓето се имаат позиционирано и очекуваат дека цената и понатаму ќе продолжи да се движи надолу. Сега кога се наоѓаме во оваа ситуација, многу е поверојатно дека како се движиме нагоре, сите оние кои што очекувале дека цената ќе се придвижи надолу, а веќе имаат поставено шорт ликвидации, стоп лос на шорт позиции, кога ќе бидат ликвидирани да предизвикаат цената да продолжи да се движи нагоре. Bitcoin Spot inflows, кои што гледаме дека се веќе неколку дена со стотици милиони плюс. Позитивни вести за Ethereum се катализатор кој што предизвикува цената на биткоин да се придвижи нагоре, а со тоа да ги ликвидира овие шорт стоп лос позиции и уште толку да ја забрза цената нагоре. Да не забораваме дека има уште енормно големи количини на шорт позиции отворени уште кога бевме на 74.000, 73, кои што се уште не се ликвидирани и поради лакомоста луѓето нема да ги ликвидираат. Затоа допрва ќе добиваме шорт стоп лос ликвидации и тоа ќе предизвикува енормно предвижување нагоре на цената, но повторно не заборавајте, ова е доколку имаме позитивни вести. А гледаме дека има, вклучувајќи го Ethereum Spot ETF на 23 мај, ако е одобрен, и потенцијална регулатива во Конгресот на Мурика, за која што нема да разговараме денес, тоа ќе биде дел од вести и биткоин. Значи економски вести и биткоин, каде што ќе поразговараме за регулативата во Америка, која што моментално е многу битна, но не можеме да ставиме се во едно видео. Ова е денеска Altcoin вести, тоа ќе поразговараме повеќе во однос на неколку случувања, во однос на закони и политика во Мурика наспроти крипто. Сега, ова што моментално го гледавме, овој енормно голем outflow кој што го видовме во GBTC фондот, кој што беше очекуван со оглед на фактот дека има најголем фи, значи смешно најголем фи, додека другите имаа скоро нула, имаше неколку кои што имаа нула фи, значи GBTC остана на 2%. Еве што се случува кога тоа ќе го направите, значи Майкл Зоненшайн, кој што беше на Grayscale CEO, ја завршува својата улога. Значи, лошо водење на компанија, каде што вие сте изгубиле половина фондот кој што толку се бореа да го направат, води кон ова. Бркање на луѓе од позиции затоа што очигледно направиле грешки. Мене тоа не ме интересира, мене тоа што ми е битно е дека ваквите грешки предизвикуваат енормни големи ликвидации на овој фонд на пазарот, кој што веќе 4 месеци наназад буквално секој ден крвари
и ја намалува и ја тера цената на биткоин да стагнира. Така да се надеваме дека оваа промена на Майкл Сонешан ќе предизвика да практично трне ова нагоре. Сега нели останува да видиме како ќе се однесува следниот CEO Петер Минцберг, кој што доаѓа од Goldman Sachs, значи во банкстер, така да останува да видиме. Но во секој случај, значи битно е оно што го видовме дека имаме запирање на одливот. Значи ако запре одливот, а гледаме дека има енормен прилив кај останатите, тоа ќе биде одлично за нас. Друга битна работа која што мора да спомнеме во однос на Grayscale е Genesis. Ако се сеќавате, ова беше многу голем потенцијален Black Swan настап кој што може да се случи, каде што Genesis поради недостатокот на средства кои што му беа битни за да може да ги подмири своите кредитори, кои што пропадна, а е дел од DCG, тоа е Digital Currency Group, кој што е исто така во склоп на нели овие 5 основни компании каде што спаѓа и Grayscale. Значи дека имаше голем потенцијал дека доколку Genesis нема доволно пари да плати на своите кредитори, значи тоа се кредиторите кои што доаѓаат од Gemini. Погледнете, за ова има направено посебно видео, значи само запишете Genesis на нашиот канал и ќе видите што станува збор. Ова е случај стар веќе година дена кој што ние го следиме постојано. Битно е дека моментално, според она што го гледам од оваа случување, значи има доволно средства за да се покријат кредиторите. Тоа е најбитно затоа што тоа се основните инвеститори кои што преку Gemini, тоа се најобични луѓе од Австралија, инвестирале директно во Genesis. Така, сега. Овдека во оваа статија кажува дека нема да остане ништо за DCG, Digital Currency Group, кој што на некој начин е виновен за оваа пропаст, што мене воопште не ме интересира, значи ако DCG загуби, тоа не е воопште наш проблем. Битно е да не дојде ситуација на фад каде што нема да има доволно пари да се вратат на секојдневните инвеститори. Тоа веќе може да допринесе за повторно падење на, така речено, и престижот на оваа индустрија и нормално повторно да се најдат политичари да бараат бан и така натаму. Да се надеваме дека тоа нели ќе остане така, сега за сега гледаме дека е тоа случајот, дека има доволно пари да се вратат на кредиторите, а дали ќе добие DCG воопште не ме интересира. Повторно објаснување на овој случај може да најдете во видеото каде што објаснуваме за Genesis и Gemini заедно со DCG и Grayscale. Затоа што ако немаше доволно пари, кој е Black Swan настапот, само чисто да ви објаснам, ќе мораше DCG како еден од основните должници, кој што е нормално како собственик на Genesis, директно вмешан во овој случај, да треба да ликвидира дел од својот удел во Grayscale фондовите, Bitcoin, Ethereum и така натаму, со цел да ги врати овие пари назад. Се додека тоа не задева во Grayscale фондовите, тоа е одлично за нас и нема потреба да се секираме од потенцијален Black Swan настап. Значи тоа е најбитниот дел кој што треба да го забележиме и сега за сега тоа е така. Значи нема потреба сега за сега од страх. Следната работа за која што треба да поразговараме е преглед на алткоините во однос на основните индикатори кои што ги следиме. Како што знаете и сами, и понатаму на годишно ниво на прво место како проект е ICP, според скрипти кои што ги имаат напишано нели неговите девелопери за развој на овој проект. Следен е Ethereum со 21.600, ADA со 21.200, Flow со 16.900, Arbitrum, сега да не ги читам нормално и гледате, DOT, IOTA, eGold, Osmosis, Atom, HBAR, File и не е веќе 15 на 14 место Solana. Како и да е, а во однос на неделно ниво, значи ова е Core Development, значи станува збор за самиот проект, ICP на прво место, Audius на второ, ова дефинитивно треба да го обработам, значи иако имаме претходно спомнато во делот со крипто проекти кои се занимаваат со музика, ова дефинитивно треба да биде обработено, јас сум импресиониран. Audius, ако се сеќавате, веќе недели назад се наоѓа на топ 5 листата за најдобри проекти според скрипти. Cardano на трето место воопште не изненадувачки, Cosmos, Flow на четврто и пето, додека во однос на екосистем нормално секогаш е на прво место Ethereum со најголем екосистем и 21.300 скрипти, потоа Algorand, уште еден проект кој што го имаме во солидна количина во нашето портфолио, Polygon, Polkadot, Cosmos, скоро сите ги имаме со исклучок на Cosmos. Значи, тоа е во однос на развивањето на самите проекти, во однос на алткоин сезона и понатаму остануваме доста ниско, што е одлично за нас. Тоа ни покажува дека и покрај скокот кој што го имавме моментално вчера, и понатаму се ногаме доста ниско во однос на алткоин сезона. Значи, вака изгледаше кога беа на највисоко ниво алткоините, од каде што јас, на пример, имам прилика 30% од портфолиото изгубено, тоа беше во март 2024 година,
а сега моментално се ногаме на 30 дена. Значи имам уште многу голем процент за раст нагоре, што ни покажува дека и понатаму нормално главно расте биткоин, а дури потоа растат алткоините, а тоа е затоа што значи во оваа ситуација ни покажува дека од максимум топ 50 коини, значи колку поблиску е биткоин во однос на профитабилност на левата страна и колку е попрофитабилен, толку е повеќе биткоин сезона и колку е повеќе на десната страна, односно колку повеќе алткоини имаат подобра заработка од биткоин, толку е повеќе нормално алткоин сезона. Како и да алткоин сезона е далеку, зборуваме за оној главен дел од бул маркетот, тоа е наскоро ќе дојде, значи се движиме кон таа цел, но се уште се ногаме доста далеку. Еве вака изгледа кога ќе направиме добар памп, како што тоа беше вчера. Значи ако се сеќавате претходната недела, ова беше негде на 50 поени, сега се ногаме на 65,19, што е само 5 поени помалку од препродадено за средната вредност на сите проекти кои што се земени овде као превид, а има земено доста, само да видим дали пишува колку, за жал не, но најголемите проекти се земени во оваа ситуација на оваа табела. Така да ни покажува дека на дневно ниво сме доста високо, но повторно, ова е само почеток на алткоин сезоната. Значи ние, како што кажав, некогаш треба месеци за првенствено капиталот да влезе во биткоин, кој што се уште не е влегол, а потоа истиот да почне да се префрла на алткоините, многу пати сме го покажале. Тоа е сега. Битна работа која што моментално е направена на оваа страна, сакам да ја покажам, значи и понатаму имаме доста голем раст во US Treasuries, кога станува збор за Real World Asset токенизација, и понатаму гледаме дека има раст, значи во сите да речем компании кои што инвестираат во купување на мурикански обврзници, кои што потоа ги претвараат во нормално NFTs, така и се на некој начин наоѓаат на овие блокчейни. Ethereum, Stellar, XDC, колку мал, а сепак присутен овдека, да не заборавиме, Polygon, Solana и така натаму. Стейблкоини, нема ли да разговараме нешто посебно, значи нормално стейблкоините се најголем дел од Real World Asset Tokenization, ви кажав, Real World Asset Tokenization ќе биде опфатено во нашите видеа веќе постојано во Altcoin Investite, и битна работа која што до сега ја немаше. Commodities, тоа се ресурси, каде што сега за сега имаме злато највеќе, и тоа погледнете. Нешто што не сум знаел. Значи не е само Pax Gold кој што има моментално нормално најголем market cap, имате и други. Само да видам овде дека беа представени, да. Tether Gold, погледнете колку има. Значи, Pax Gold, верувале или не, има помал market cap од Tether Gold. Јас не знаем дека постои Tether Gold, отворено ви кажувам. Имаме некоја мала количина на сребро, како што можам да видам овдека. Значи, главно и понатамо останува од ресурси, златото е токенизирано. И тоа е, како што веќе кажавме, PaxG и понатамо останува еден од основните коини кои што сакам да го користам за потенцијално излегување пазарот, но за тоа потоа уште сме рано за тој дел. Сега, следниот дел, што се знаеме за Ethereum Spot ETF и неговото потенцијално одобрување на 23.5. Значи, ова е дел од се што знаеме, зошто е тоа така, затоа што овдека Ерик Балхунац, како што веќе спомнавме, е специјалистот кој што работи постојано на ETF, значи неговата струка и неговата специјалност како еден од основните истражувачи во Bloomberg е Exchange Traded Funds. Каде што истиот, морам да признаам, претходниот Bitcoin Spot ETF, значи секоја честна професионалноста го одработи и го презентираше, значи максимално добро. Буквално работи кои што никој од нас не ги знае, он ги презентираше, објаснуваше што да очекуваме, што значи едно е да читате основни вести, друго е некој да ви го објасни тоа на професионално ниво. Со тоа што сега моментално вели од 25 на 75% се променува очекувањето за одобрување на Ethereum Spot ETF, многу битна работа. Зошто? Поради тоа што има голем притисок од политичката страна. Ова е делот кој што ќе го разговараме во следното видео за вести и економија и се надевам дека ќе успеам да го направам пред 23 мај, зависи од вашите гласови, но гледам дека моментално тоа е на место и гледам дека значи тоа ќе биде следното видео очигледно во однос на овие гласови кои што ги гледам овде, каде што ќе разговараме за политичките причини зошто ова се смени толку бргу и толку да речам нагло. Во секој случај, значи како што кажам, само на кратко ќе спомнеме денеска, станува збор за притисок кој што моментално се врши прво од претседателските избори, каде што Трамп е се повеќе и повеќе прокрипто, нешто што ние го зборуваме година дена назад. Сите кои што сте ги гледале моите видеа, знаете дека јас постојано кажувам, следниот претседател на Мурика не може да биде против крипто.
Точка. Нема тука разговор. Значи, они се свесни веќе колку многу луѓе инвестираат во крипто, колку многу луѓе знаат за крипто и тоа се интелектуалци кои што се потребни на нивна страна. Значи, доколку сте про крипто, прво станува збор за дополнителен капитал во вашата земја, а второ, голема маса на интелектуалци кои што би гласале за вас. И поради оваа причина гледаме доста голем дел од демократската страна, која што моментално се приклучува на републиканската страна за овие закони да бидат донесени, како за стейблкоини, така и за останатите нормално коини, така и за многу други битни работи, за кои што нема да разговараме денес, тоа ќе биде во видеото за вести и биткоин, тоест економски вести и биткоин. Но овдека, значи затоа што Ерик Балхунас ја следи оваа политичка сцена, уште еден доказ, како што ви кажав, не можете да гледате само во еден смер, морате да гледате се, за да ви стане јасно целата слика како изгледа. Сега, дополнително, како што кажав, овој притисок се движи врз сите, почнувајќи од Белата куќа и Гериатрија Џо, кој што и понатаму сака да стави вето на одредени закони кои што се веќе донесени, позитивни за крипто, но сето тоа гледаме дека потенцијално полека се менува. Сега, се повеќе и повеќе е веројатно дека Ethereum Spot ETF не само што ќе има, ќе биде на 23 мај. Не можеме да знаеме со сигурност, уште еднаш, оно што го кажавме во вчерашното видео, ќе го напоменам уште еднаш. Како што се сеќавате, разговаравме и за Bitcoin Spot ETF. Не можеме да знаеме со сигурност додека не се случи. Кога ќе се случи, знаеме дека долгорочно тоа е позитивно и не само што е позитивно, е енормно позитивно. Но краткорочно немаме потреба да шпекулираме дали ќе добиеме памп или ќе добиеме дамп. Долгорочно знаеме каде сето тоа се движи, веќе сме го виделе, ќе го видиме повторно верувам, значи затоа што многу луѓе веќе дебело сакаат да инвестираат во Ethereum, почнувајќи од нормално најбитните во оваа ситуација, а тоа е, погледнете и сами, значи US Treasuries, iBit, односно во оваа ситуација е Buidl, или тоа е BlackRock, фондот за токенизирање на хартија од вредност, а потоа и не се останато. Кој што се наоѓа на што? На Ethereum. Значи, уште еднаш ќе повторам, не заборавајте дека BlackRock има ненормално добар скор, значи рекорд, од 576 одобрени Spot ETFs и еден неодобрен. Значи, да не се лажеме, ова сигурно нема биде вториот, и верувам дека голем притисок доаѓа исто и од тие играчи, да не забораваме дека станува збор за најголемите играчи, меѓу кои првата најголема Assets Under Management компанија, а тоа е BlackRock, третата Fidelity и петата која што е Invesco. Значи тоа се големи капитални формации кои што моментално очигледно се движат во притисок на СЕК и на останатата багра од демократи за да го одобрат Ethereum Spot ETF. Значи тоа се задкулисни игри кои што моментално не ни интересираат и нема да обрнуваме премногу внимание. Битната работа која што треба да забележиме е дека ова не е само на разговор, туку погледнете и сами, значи ова е гласањето кој што кажа во позадина, каде што се повеќе и повеќе демократи од Конгресот се приклучуваат на прокрипто страната, значи дека имаме целоса промена на ветерот. Ако го станува збор за таква ситуација и Гери Гангстер нема избор освен да си ја подвие опашката и да слуша што му кажуваат, Конгресот е задолжен за надзор на СЕК. Како и да е, ова е одлично за нас, 23 мај и понатаму останува дедлайн кога ќе биде одлучено. Да не заборавиме, овој можеби не е најапдейтираниот, но е доста добар за да објасниме. Значи 23 мај и понатаму останува во однос на Vanek и ARK Invest, така. Но не заборавајте дека има и други кои што имаат многу подоцна датум за одлучување кога станува збор за Ethereum Spot ETF. Значи ова е најдобрата листа која што веќе следиме долго време. Сега, што е овдека битно? Битно да забележиме е дека ако се сеќавате кога стануваше збор за Bitcoin Spot ETF, таму беа наредени сите заедно едно по друго, што значи дека ако бидат одобрени ќе може да почнат од истиот датум. Овдека не е тоа случајот. Значи СЕК верувам дека ќе го направи истото и иако ги одобри да речем овие два, ќе им даде понатамошен датум на почнување, да речем месец дена од сега, кога и на останатите доколку ги провери соодветно документите, може да им одобри дека нели се опфатени со ова стартување на Ethereum Spot ETF, за да им даде fair старт. Затоа што ако вие на ARK Invest му дадете старт, а на останатите треба да чекаат уште 2 месеци за одлучување, ARK Invest ќе ги собере најголемите пари од Ethereum Spot ETF. Што не би било фер, тоа беше случајот со Bitcoin Spot ETF, останува да видиме како ќе биде, но верувам дека тоа ќе биде случајот и сега. И да не забравиме дека се повеќе и повеќе ова е нели очигледно затоа што имаме промени прво на апликациите на секоја од
апликантите, како што кажем овде дека ги има еден куп, кои што сега моментално променуваат во својата апликација дека нема да има стейк, односно дека секој кој што инвестира во Ethereum Spot ETF нема да може истиот и да го стейка. Затоа што според SEC ова представува, верувале или не, колку се ретардирани, хартија од вредност ако може да биде ставено по стейк. Ако не, тогаш не е. Значи, како да ви објаснам, ретардирани се, но тоа е тоа. И сега моментално апликантите се прилагодуваат со цел да може ова да помине. Уште јас ќе напоменам, јас очекувам дека ќе биде потребно време за ова да почне со работа, нема да биде веднаш, дури и да биде одобрено. Што може да предизвика обратна ситуација каде што ќе добиеме дамп. Затоа што ако вие имате одобрување, но стартот е за еден месец или два, тогаш нормално дека многу луѓето ќе сакаат да земат профит. Исто така и Coinbase пред само 4 дена, го напомена истото што јас ви го објавив пред да добиеме промена на односот од 25 на 70%. Значи ви кажав, значи нема тука дали, туку кога. И во оваа ситуација, истото и Coinbase на 17 мај го констатираше, дека можеби шансите за да се добие Ethereum Spot ETF се подценети. Истото моментално го гледаме. И според Coinbase многу од играчите ќе бидат фатени неспремни, затоа што буквално се опуштија. Сек не ги повикуваше за ништо и мислеа дека ќе имаме одбивање. И поради ова гледаме дека најголемите играчи се свесни за тоа што се случува. Уште ќе напоменам, не можете да спиете на овој пазар. Значи овој пазар е многу жив, многу подинамичен за разлика од останатите и нема спиење. Че овдека мора да го следите постојано и да бидете свесни за тоа што се случува. Пред да продолжиме понатаму, една многу битна работа. Ова е моментот кога добивме одобрување на Bitcoin Spot ETF, истиот почна со работа. Така, до моментот на истиот, значи имавме памп. Во моментот кога беше почнат со работа, добивме дамп од 3 недели, пред да добиеме памп. Така, затоа уште јас ќе повторам, претходно немавме искуство, сега имаме искуство, иако не е исто, е нешто кое што можеме да го земеме во предвид. Уште јас ќе напоменеме, не можеме да знаеме што ќе се случува, но можеме да го земеме ова како пример. Голема е веројатноста дека ќе има доста луѓе кои што купувале Ethereum кога тоа било многу ефтин коин на дното на 2022 година, кои што сега моментално се енормно во профит. И овој памп може да продолжи уште неколку дена додека конечно да се донесе одлука. Значи дека голема веројатност дека ќе добиеме што? Ликвидации, како што тоа беше ситуацијата со Bitcoin Spot ETF, и да не забораваме уште една битна работа. Како што беше во оваа ситуација Grayscale, фондот за Bitcoin, Grayscale поседува и Ethereum фонд. Што значи дека ова што го добивме како енормни ликвидации од страна на GBTC фондот, сега може да го добиеме од G-ETH фондот. Значи не заборавајте, исто така има масивен фонд кој што е многу поголем од било што, кој што може да биде инвестирано на почетокот и да го добиеме истиот тој притисок на продажба на Ethereum од страна на GBTC во оваа ситуација G-ETH, во однос со тоа како ќе се постават во однос на своите нормално физ. Така, значи тоа беше главната причина, тоа беа и понатаму, значи веќе 3 месеци исто од главната причина поради која што бегаат овие луѓе од GBTC фондот. Така да ова е многу веројатно. Не треба да ви исплаши ако мене ме прашувате, затоа што знаеме долгорочно каде се тоа оди и верувам дека нема да има голема разлика и со Ethereum Spot ETF. И за крај, значи, со овој дел со Spot ETFs, значи Hong Kong Spot ETF се разочараа. Не. Да, значи на истите овие две страни може да ги следите и Hong Kong ETFs, каде што навистина се многу мали. Значи ако ги споредиме овдека можеме да видиме дека гледајте како изгледаат inflows на Bitcoin Spot ETF во Америка. 66 милиона, 68, 64, така. За разлика од тоа овде имаме 6, 4, да, но сепак е влез, така. Во ред, имаме на ситуација и доста outflows. Значи гледаме дека од CD Ground, затоа што ова се Ethereum, ова се Bitcoin, значи гледаме дека од CD Ground некој од нив се во минус, некој од нив се во плюс, односно еден во плюс, а тоа е Bosera Capital, но како и да е. Ова е уште еден влез на капитал, кој што верувам дека како ќе се движиме понатаму во следниот bull market, ќе се зголемува. Без разлика дали е 1 милион, ова е 6 милиони кои што не сме ги имале претходниот bull market, се разбираме? Ова се колку и да е некој, 0,3 кои што не сме ги имале претходниот bull market, се разбираме? Истото може да следите и на Apollo, каде што може да видите кукави се држењата на овие компании, но затоа што се доста мали,
затоа и се представени во овие ступчиња, лесно може да ги гледате, каде што, значи, ова е буквално на денот колку поседувале, дали се зголемиле или се намалиле нивните држења. Како и да е, мене не ме разочарува, ова е само уште една причина да имаме од каде да добиваме влез. И колку повеќе, толку подобро. Макар и тоа да бидат, не знам, $100,000. Тоа се $100,000 кои што влегле на пазар, кои што претходно не можеле да влезе. Така, дали е тоа Сингапур, Австралија, каде и да е, значи тоа е одлично за нас. Сега, уште еднаш, ова ќе биде темелно обработено во следните вести, каде што ќе разговараме за ова, затоа што има доста. Прво треба да разговараме за законот за стейблкоини, потоа треба да разговараме за законот за криптовалути, па треба да разговараме за борбата помеѓу SEC и CFTC, кој да биде одговорен за целиот криптосектор, каде што ако влеземе под Commodities Futures Trading Commission, CFTC, тоа ќе биде одлично за нас, каде што автоматски сите криптовалути веднаш ќе биде прогласени дека не се хартија од вредност. Значи дека жабокот Гаргамел нема да може да направи ништо на поголемиот дел од криптовалутите, нормално, и понатаму остануваат одредени поединци, поедини валути кои што може да бидат, нели, оценети како хартија од вредност, но поголемиот дел нема да бидат. Како и да е. Че ова детално ќе го објасниме во следното видео. Само сакам да ви кажам дека има голема борба помеѓу две струи во Америка, каде што нормално едната е лоби на банкстерите и се обидуваат, нели, да го продолжат тој план на Choke Point 2.0, додека обратно имаме ситуација каде што прогресивните сили, колку може да ги наречете прогресивни во Мурика, се обидуваат да го спасат овој сектор затоа што ќе се исели. Како што тоа го направи од Кина, ќе го направи од Америка. Така да останува да видиме, но ова е крајно позитивно за нас. Ова мислам дека го спомнав, не сум сигурен, за секој случај го оставив уште еднаш. DTCC, а тоа е точно наречено Depository Trust and Clearing Corporation, која што е најголемата од ваков вид финансиска институција која што врши порамнување помеѓу банки, односно сите оние трансакции помеѓу банките и финансиските институции, дали тоа централни банки, министерства, што и да е, ги подмирува на крајот од денот ова најголема финансиска институција која што е баш за тоа наменета. Со тоа што овдека во ова, да речем, кооперација или како сакате партнерство и на некој начин пробување за тоа дали може да се спроведе, не се само оваа финансиска институција, туку и JP Morgan, и Frank Templeton, и BNY Mellon, и многу други, каде што оваа пилот фаза покажува дека сега, значи, покрај тоа што SWIFT го зема Chainlink и неговиот CCIP протокол, сега и останатите големи во оваа ситуација банкстери, да речам, го земаат исто така Chainlink и неговиот CCIP протокол. Каде што традиционалните нормално финансиски организации како банки понатаму ќе си работат на истиот начин со DTCC, додека Chainlink ќе биде заложен за се што е on-chain. Значи дека преку CCIP протоколот сите DeFi трансакции кои што сакаат да се поврзат со оваа clearing house ќе бидат поврзани преку Chainlink и CCIP протоколот. Значи сега имате gateway помеѓу DeFi и CeFi, нешто незамисливо. Пред само една година имавме само војна помеѓу овие две страни, каде што DeFi беше премногу млад и беше смешка. Ова е неверојатно. Значи, вие имате ситуација во која што централизираните финансии го прифаќаат секторот на децентрализирани финансии. Значи, не знам дали разберете колку е големо. Но останува да видиме и понатаму Chainlink останува една од најголемите количини на коини кои што ги имаме во портфолио, со причина очигледно. Значи, Chainlink има многу добра иднина. Многу интересна вест, верувале или не, сега не знам дали го следите ова, но TikTok е генерално кинеска компанија и како капитал е поседуван директно од Кина. И моментално TikTok во Америка е обвинет за шпионажа, што не ни интересира, нема да влегувам во тоа. Тоа се политички игри, каде што е принуден. Значи моментално Америка му даде избор на TikTok како компанија или да биде продаден на американски капитал, кој што нели нема да дозволи кинеска шпионажа, или да биде баниран од Мурика. Каде што Френк Мекорт, финансиер, со, да речам, одреден консорциум на останати инвеститори, сакаат да го купат TikTok во Америка, сега тоа исто не интересира. Делот кој што треба да не интересира е дека Polkadot поседува парачеин, кој што се нарекува Frequency, кој што е наменет за социјални мрежи и нивна децентрализација. Со тоа што во оваа ситуација Мекорт, како главен инвеститор, сака да го купи TikTok и да направи негова целосна децентрализација, каде што преку Frequency истиот ќе стане
парачейн на Polkadot. И сите овие работи кои што ги посетуваме, што ќе биде уникатна работа. Значи нешто досега невидено за толку голем медиум. Да не забораваме, TikTok е платформа која што на себе си моментално има 170 милиони юзери во Мурика. Значи дека ова е голема, многу голема платформа, која што на овој начин може на Polkadot да донесе енормна вредност. Енормна вредност. А да не забораваме колку може да донесе на frequency како параче. Јас искрено не сум инвеститор, со оглед на фактот дека ова е покасно, 33 победник е. Јас сум негде доке некое 20 и некое место. Понатаму веќе не инвестирам затоа што нели сакав да ми се вратат назад Polkadot токените за следниот bull market. Така да ова е одлична вест и се надевам дека ќе успее, затоа што ова ќе направи Polkadot да рипне доста и да биде познат, да бидеме реални. Значи на 170 милиони юзери, барем на дел од нив ќе им стане јасно дека ова е веќе децентрализирана платформа која што се наоѓа на Polkadot како параче. Сите оние кои што не им е јасно за сите овие проекти кои што разговараме, нормално, вратете се на нашата страна, имате плейлиста каде што може да ги погледнете сите овие проекти кои што се веќе обработени на наша страна со посебно истражување. Така да Polkadot, Ripple, Cardano, кои да е од овие проекти, вратете се и може да ги најдете детално на плейлистата анализа на коини и токени. Ripple и SEC, значи моментално имаме препукување помеѓу истите во однос со тоа кој колку треба да скрие од доказите, значи ништо битно за нас. Буквално, че ова е буквално препукување меѓу нив, кое што нас не занима, ниту пак има некакво вредност за нас. Се што е битно да знаеме моментално е дека негде во лето до 2024 година треба да добиеме конечна пресуда за тоа кој е крив, кој е прав во однос на финалното одлучување за оној дел во кој што го најдоа Ripple дека е виновен, каде што преку договор продавал XRP токени на институции во Америка, што значи дека тоа се на вистина хартија од вредност, но не и останатите продажби на менувачници, централизирани или децентрализирани, или пак директно на физички лица, или пак на своите вработени. Така да, ова многу не ни значи, но е битно за конечно да заврши овој случај и да можеме да се движиме во следниот bull market како што треба. И пред да продолжиме понатаму, XRPL, тоа е XRP Ledgerот, 108% повеќе капитал поминал преку истиот во првата четвртина од 2024 година за разлика од четвртата четвртина во 2023 година. Погледнете сами, значи во однос со трансакции дупло, значи 121 милион трансакции во четвртата четвртина, 251 милион во првата четвртина од 2024 година. Исто така и ова трансакции, точно ова се трансакциите, но имаше ако не се лажам и за капиталот. Изгледа нема, како и да е. Но во секој случај, значи ви покажува дека имаме се поголем интерес за користење на XRP Ledgerот, инаку не би имал толку голем раст во оваа ситуација од 108% за број на трансакции од една до друга четвртина и тоа едно до друго. Тоа е добро, се надевам дека така и ќе продолжи, но нели има интерес и има изглед тоа да се случи со оглед на фактот дека XRP може навистина да направи доста големо изненадување во овој bull market. Повторно, мислам дека сите знаете, ова многу пати сме го зборувале кога станува збор за XRP. Gala Games, значи интересна работа затоа што овдека сега се зборува за некаква интернална грешка која што дозволила на хакер да украде 600 милиони Gala токени и да ги продаде. Значи ова е внатрешна грешка, јас не можам да зборувам дали е тоа добро или не. Идејата во целата оваа ситуација е дека нели сега се случило. Не е еден проект, има многу такви кои што се случило и верувам дека ова нема да биде ни последен. Со тоа што овдека е добро каде што гледам дека самите да речам одговорни во Gala проектот сами дошле до DOJ и FBI, само да видам каде беше тоа, каде што значи дека сето ова е пријавено во соодветни служби и моментално се работи на фаќање на хакерот, да не забораваме дека крипто е најлесниот начин да се фати криминалец и се надевам дека тоа ќе го направат, затоа што ако не може да ги продаде овие токени, не може да направи и дамп на пазарот, но веќе има доста од нив продадено, што е доста лошо. Сега, не велам дека некој од нас може да го знае ова, никој не може да го знае, ова е експлоит. Значи хакерот нашол начин и направил проблем. Проблемот кој што јас го гледам со овој проект и понатаму останува истиот, значи гледате ова е најнова вест пред 10 часа и понатаму останува поделбата во проектот внатре. Погледнете зашто го велам ова. Значи, во август
Тужбата и понатаму е активна, каде што едниот и другиот кофаундер се тужат еден со друг за злоупотреба на гала токените. Уште еднаш ќе напоменам, ова е главната причина поради која што не сакам да имам гала токени. Затоа имам AMX, немам гала. И гледаме дека тоа за жал се рефлектира и на самиот чарт. Значи веќе неколку месеци, иако ова е нормална корекција како и сите останати проекти, во последниот дел каде што го имавме овој експлоит дополнително имаше пат, но ако го споредиме ова, например, каде се наоѓа чартот на Гала со каде се наоѓа чартот на AMX, кој што нема внатрешни проблеми, нема никакви игри помеѓу кофаундерс, нема експлоити до сега, гледаме дека и понатаму се движи во нагорна линија. Повторно, не можеме да знаеме со сигурност, но тоа е главната причина поради која што не инвестирам во овој проект, туку инвестирам и ќе инвестирам многу повеќе во AMX, сакам да имам гейминг токени, очекувам многу од гейминг секторот, за жал имам многу мала количина, негде околу 0,5%, но дефинитивно AMX е следниот коин кој што би сакал потенцијално да ги имам од гейминг секторот. За жал Гала се надевам дека ќе се оправат, значи ова е нешто што е доста сериозно. Се надевам дека сето тоа ќе се реши и дека ќе продолжи проектот. Повторно, значи вие бирате сами проекти, јас не ви кажувам што да бирате, ова е само моје мислење, че ова не е финансиски совет, ова е што и јас правам на пазарот и зошто. Тетер и понатаму останува да биде еден од главните играчи. И тоа не само во криптосекторот, туку и во светската економија. Моментално Тетер поседува повеќе хартии од вредност за Америка од Германија, верували или не. Значи повеќе обврзници во вредност има од Германија. Каде што Тетер моментално поседува неверојатни 91 милиарда долари вредни обврзници од Мурика. Тоа му дава енормен профит. Енормен. Посебно со овие проценти кои што сега се издаваат обврзниците. И 5,4 милиарди во биткоин, што се дека му дава и голем дел од овие пари во биткоин, значи 5,4 милиарди во биткоин не е смешка ако се ликвидираат на пазарот во еден ден, да ви кажам. Сега, ова го прави и голем, но и опасен. И се надевам дека DOJ, Department of Justice, односно Министерството за правда на Мурика и гериатрија Джо екипа, нема еден ден да им се стемни и да пробаат да го елиминираат. Значи, вие не може да си дозволите компанија која што не е базирана во Америка да има повеќе обврзници од Германија. Се разбираме? Значи, тоа ве става во проблем. Значи, замислете ако утре на Тетер му текне 91 милиарда државни обврзници на Мурика да ги ликвидира во еден ден. Замислете што ќе се случи на пазарот. И колку тоа ќе биде катастрофално и за Мурика, така. Затоа уште ќе напоменам. Од секогаш сум кажувал дека Тетер е потенцијално најголемиот Black Swan настан кој што може да случи на целата криптосфера, но гледаме и позитивни ствари, каде што моментално еве во тој момент кој што го зборуваме, кој што ќе го спомињаме во следното видео, а тоа е stablecoin регулативата, каде што се обидуваат да ги стават овие проекти како USDC и USDT под контрола, да имаат, ако ништо друго, барем редовни аудити, да има соодветна рамка, каде што овие компании ќе можат да комуницираат и да некој начин соработуваат со Мурика директно. Сега за сега USDT и Tether немаат директна врска, се наоѓаат во Сингапур и уште ќе напоменам се надвор од юрисдикцијата на Мурика. Значи надвор од нивната правна сфера. Тоа е проблем. Верувајте ми. И верувам дека не име се едно и затоа верувам дека брзаат за оваа stablecoin регулатива. Но останува да видиме. Ова е позитивно, да видиме што ќе се случи кога ќе биде донесено. Сега за сега неколку обиди има да пробаат да ги бутнат, но се уште неуспешно. Да се надеваме дека тоа ќе биде така. И една многу позитивна вест во однос на минтинг, односно секогаш кога Тетер минта, тоа е одлично за пазарот. Колку е поголем маркет капот на Тетер, тоа е уште подобро за пазарот. Значи моментално имаме изминтано 1 милиарда нови USDT долари. Зошто е ова битно? Логички, без да го гледаме овој чарт, секогаш кога минтаме нови пари на USDT, нормално ги минтаме со цел да учествуваме на криптопазарот. Не за да ги чуваме како USDT, туку за да купуваме криптовалути, така. Че тоа е наједноставниот начин за размена на криптопазарот. И гледаме дека во поголемиот, не во сите, во поголемиот дел од случаите кога сме имале минт на толку голема сума на пари, сме имали солиден памп. Но нормално имало тука и други случаи каде што сме имале дамп после таквото минтање, така. Значи во поголемиот дел од случаите имаме памп. А друга битна работа е маркет капот на USDT. Колку е поголем, толку повеќе се наоѓаме во bull market. Со тоа што гледаме дека нагло скокнување
на маркет капот на USDT, како што тоа беше случајот во март 2020 година, означува што? Значи од 4 милиарди скокнал на 34 милиарди за една година, од март до така речено март 2021 година, погледнете. Така, што моментално имаме? Исто. Кога ќе добиеме корекција, тоа очигледно е означување на bear market, зашто? Нормално, затоа што луѓето ги менуваат своите криптовалути во тетер, кога сакаат да излезат од криптопазарот и потоа во нормално кеш или што и да е друго. Така. И во оваа ситуација истото, гледате. Значи, како имаме памп, така се придвижуваме кон следниот bull market. Што значи дека се повеќе и повеќе капитал од страна влегува во криптосферата баш преку стейблкоините. Тоа е уште еден показател кој што можеме да го следиме во однос на тоа дали се наоѓаме во bull или bear. Значи има многу показатели и затоа постојано гледате колку работи следиме во исто време, со цел да бидеме се по-сигурни за тоа каде се движиме. Идејата на овој материјал е да ве научи да работите со веројатности. Колку повеќе докази, толку е поголема веројатноста дека нешто ќе се случи. Колку е поголема веројатноста дека нешто ќе се случи, толку е попаметно да инвестирате во тоа. Така да на крајот од денот оваа материја е направена за да го елиминирате ризикот колку што може повеќе од вашето портфолио. Гейминг, како што кажав, е нешто што морам веднаш да се посветам, дури и наскоро. Се надевам дека следното купување ќе ми биде во AMX токени, затоа што погледнете, значи за само во април само 1 милиарда долари влегле во гейминг проекти, се повеќе и повеќе луѓето заинтересирани за гейминг. Не мора да инвестирате точно во одредена апликација која што ќе ви донесе многу пари. Ако мене ме прашувате, значи би инвестирал во AMX затоа што првенствено е најголем по market cap. Не дека тоа е одлична ствар, затоа што има и најмал потенцијал за профит, но во исто време е најсигурен, така затоа што моментално како еден од најголемите првенствено Layer 2 на Ethereum, второ уникатен marketplace за NFTs е доста добар. И неговиот market cap и не е така голем, за разлика од тоа имате глупости од типот на Floki, што е меmecoin, но реално, значи, мене ако ме прашувате до сега од истражените проекти, највеќе ми се допаѓа Immutable AMX. Сега, останува да видиме како се тоа ќе се реализира, но повторно, ова е сфера која што верувам дека ќе расте многу и се надевам дека тоа ќе биде позитивно за сите нас, но уште еднаш ќе напоменам, од оваа сфера имам доста мал дел, затоа што само Send, кој што нели е, иако е дел од гейминг, повеќето се наоѓа нели во метаверс. Значи гейминг токени за жал има многу мала количина и тоа е од играта која што ја играв, немам ништо купено реално. Значи само треба да докупам и сакам повторно уште еднаш да бидам вклучени во оваа сфера. И уште две кратки вести за крај. Значи Венецуела го банира криптомайнинг поради преоптоварување на нивната мрежа за електрична енергија. Сега, зошто е ова битно? Затоа што електричната енергија, посебно Венецуела, генерално нивната цела ситуација е катастрофална поради масивна инфлација, моментално не функционира како што треба реално целата држава и сега нормално се е проблем. Така. Во оваа ситуација околу 2000 майнинг ригови ќе бидат така речено прогласени за нелегални и ќе бидат отстранети од електричната мрежа. Уште еднаш што ова не е ништо страшно, овие луѓе само ќе се преселат. Значи ако мајнале до сега тоа значи дека имаат капитал и истата ситуација е како од Кина и овие ќе си ги спакуваат парталите и ќе си отидат негде, не верувам дека ќе видиме никакво поместување. А како можеме да знаеме дека нема никакво поместување? Значи ова се случило пред само 2 дена на 19 мај, а гледаме дека и понатаму хеш рейт на биткоин е на all time high. Само се обидам да разберам зошто не може да го видам. Само момент, погледнете и сам. Значи ако го погледнеме наназад, погледнете. Се наоѓа на all time high. Нема никаква промена. Еве како изгледа кога биткоин беше баниран од Кина, така. Значи ништо, буквално ништо. Че еве, сега се наоѓаме овде, пред 2 дена бил така речено многу близко до претходен all time high. Никаква промена иако се исклучени 2000 мајнери. И за крај нешто за кое што сакам да ја припремам, што е многу битно. Кракен моментално се спрема да направи делист на USDT во Европска Унија. Не е само Кракен, имајте го тоа предвид, значи наскоро доаѓа Мика, која што ќе почне да се применува од нареден месец во Европска Унија. Ќе гледам тоа да го ставам потенцијално во видеото за вести биткоин и економија, но повторно не менува многу за нас, тоа затоа и не сум се посветил толку многу на него. Потенцијално може да донесе повеќе инвеститори, но за сега не гледам некоја битна работа зашто толку би се фокусирале на истиот.
главната работа која што мора да напоменеме е дека во цела Европска Унија, а понатаму верувам и нашите држави кои што се спремаат да влезат во Европска Унија, значи нема да има мурикански стейблкоин. Тоа е најголемиот проблем кој што ќе го извлечеме од Мика. Односно, сите менувачици кои што работат во Мика, односно во европска територија, не можат да работат со USDT, USDC, BUSD, PAX, како беше таму уште еден кој што го има. Значи сите кои што се наоѓаат на USD делот ќе мораат да бидат елиминирани. Што значи дека тоа за нас значи ние ќе мораме да тргуваме или инвестираме во европски стейблкоини кои што верувам дека наскоро ќе се појават. За жал сега немаме дури некакви значителни коини кои што можеме да ги спомнеме. Тоа е пак на некој начин остануваме да ги користиме USD паровите, но ќе се снајде. Не е ништо страшно, ако нема USD ќе има EURT, ме разбирате, значи ќе има некакви стейблкоини, нас многу не ни се ни битни, не е дека ние нешто премногу голема количина на пари држиме во стейблкоини. На крајот од денот тоа ќе го мислиме кога ќе завршиме на крајот од овој bull market, но е битно да знаете да не се исплашите. Стейблкоините кои што се со американска вредност на доларот ќе бидат елиминирани од Европа. Тоа е уствари една од главните причини поради која што Мика е имплементиран. И за крај, како и секогаш, некои битни информации кои што верувам дека треба да ги споделам, посебно оние кои што се нови на нашиот канал, со цел да знаат како и што да следат на нашиот канал. Прво и најбитно, значи на крајот од овој месец, негде за 10 дена ќе направиме прв подкаст со Криптофил. Останува да се договориме се уште за темите наскоро, кои што ќе бидат нормално доставени и на неговата публика и на мојата, па нели, ќе видиме што ќе биде најпаметно за прв подкаст, нешто лабаво чисто да се запознаеме. Додека во септември ќе имаме следно предавање за CryptoHub Малта, нормално како и секогаш. Ова прво ќе биде обработено на македонски и истото ќе биде доставено до македонската публика, па потоа за овие еврокремци овдека ќе биде направено на англиски како презентација, која што повторно ја презентирам и за вас на македонски. Знаете, значи тие работа сум секогаш прво за македонците, па потоа за сите останати. Тоа се некои нови интересни работи кои што нели ги работиме моментално. Нашиот канал, како и секогаш, значи на врвот од самиот канал, сите оние кои што се нови, погледнете го ова видео кое што почнува на самиот старт, кога ќе погледнете на нашиот канал, кое што ќе ви даде основни патокази што и каде се наоѓа на нашиот канал. Погледнете го, ќе ви даде познавање што да очекувате и што понатаму, нели, да најдете и како да најдете на нашиот канал. Значи има 970 видеа, што е доста многу, јас сум свесен и затоа е малку тешко да се снајдете. И 3000 сабскрајбери, супер, дечки, значи пак ќе кажам, уште чекорат ги миџи по светот, баш ми е драго. За крај, значи во секое наше видео, во неговата значи содржина, односно каде што може да видите дескрипција, може да најдете битни информации, првенствено нашите социјални мрежи, кои што би ве замолил да ги заследите, затоа што многу дополнителни информации објавуваме на овие социјални мрежи и на тој начин ќе добиете многу повеќе информации за крипто, заедно со нашите резервни канали на Odyssey и Rumble, кои што ги користиме со цел да ја имаме оваа материја резервно во случај да имаме проблем со YouTube, да може да ги најдете овие видеа во било кое време. Лайк, шер, subscribe, комент, значи тоа се најосновните работи кои што може да ги направите за да ни помогнете. Зошто? Затоа што алгоритмите на YouTube и на останатите канали, како и социјални мрежи, функционираат колку повеќе лајкови, колку повеќе шерови, толку повеќе и коментари нормално, толку повеќе истите се споделувани на што повеќе македонци. Нашата цел е описменување на македонската нација. Ние не земаме ниту денар за оваа работа. Се што бараме од вас е да ни помогнете да ги информираме македонците што можеме повеќе за потенцијалот на крипто и за начинот како да го добијат тоа во своето портфолио преку наука во оваа ситуација, финансии и економија. Така да, ќе ве замолам помогнете ни со овој дел, тоа е минимална работа која што може да направите за да ни помогнете. И како и секогаш ќе спроведам и втората акција, за тоа има соодветни видеа. Значи, вие инсистиравте дека треба да ставиме адреси за потенцијално да не честите едно кафе. Значи, тие се ставени во дескрипцијата, тоа се овие блокчейн адреси и сите овие досегашни, да речем, донирања беа искористени. Значи, има две видеа, до сега сме направиле две добротворни акции, кои што може да ги најдете во плейлистата работа на тимот Криптогемиџија, каде што сите пари до сега беа доставени до црковната организација во Велес, со цел да помогнеме на оние помалку среќни, заедно со втората која што беше од оваа апликација Купи ми кафе. Сите овие кафења, уште еднаш морам да го пофалам Софре, секоја чест, дечкото е шампион, оној кој што највеќе ни донирал кафења до сега.
и 2 шишиња домашна секоја чест дечко. Значи ти благодарам за се. Уште еднаш, се што е до сега донирано ќе биде дадено назад на македонскиот народ. Јас немам потреба од 1 денар од вас. Ова го правам со цел да ја прошириме оваа наука и да му кажеме на македонскиот народ како може да профитира од сето ова. Така да помогнете ми, да помогнеме на македонците ни светот, а ако донирате тоа ќе биде вратено назад. Овој пат ќе најдеме различни други мисии, почнувајќи од оно што го кажав веќе, а тоа е доколку има потреба некој од бранителите од 2001 година, би ми било чест да му помогнам со потенцијално, нели, донации кои што потенцијално ќе ги собереме во иднина. Ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџија.